подсетуваме дека денеска е 22 март, меѓународниот ден на водата, па на оваа тема ја вклучуваме Сузана Апостолова. Споменавме и предходно една од речениците која што плени, еден од слоганите во предходните славења на овој ден од 2002 година е подземните води може да бидат вон видното поле, односно се вон видното поле, меѓутоа никако не смееме да ги оставиме да бидат вон умот. Сузе, меѓународниот ден на водата е денеска, па повели со соговорникот на оваа тема. Добро утро. Ајде. Ти благодарам, Бранко. Да, се наоѓаме на вистинското место, Управата за хидрометеоролошки работи, каде што имаме и одлична панорама на градот Скопје, сончево, убаво време утрово. Ќе ви ја пренесеме сликата секако преку објективот на камерата, но и ќе ви ја пренесеме темата на денешниот разговор, одбележување на светскиот ден на водата, се со цел да се подигне свеста на државите и на нациите во светот за важноста на водата, за нејзино одржливо користење како многу важен ресурс за животот на човекот, меѓутоа и за постоење на животот на нашата планета. На оваа тема разговарам со Атанас Угрински, хидролог во Управата за хидрометеоролошки работи. Добро утро. Добро утро. Убава можност да отвориме темата на светскиот ден на водата. И мораме да истакнеме дека светот се соочува со недостиг на вода за пиење, а алармот е вклучен и во Македонија. Зошто? Затоа што важиме за држава која што има многу реки, езера, убава бујна вегетација и поволни климатски услови. Токму така, како што споменавте, денеска е денот на водите и ова е една убава пригода да подсетиме, да укажеме на важноста и значењето на водата и водните ресурси, особено живеејќи во ерата на климатските промени, кога се поизразени климатските екстреми, кога имаме се почести влажни и сушни периоди и кога неравномерноста на водата е се поприсутна во ова денешно време. Кога се мисли на влажните периоди, тука се мисли пред се на поплавите, односно на поројните поплави, кои што знаеме какво разорно дејство дали можат да имаат, какви материјални штети да предизвикаат, и за жал понекогаш и човечки загуби. Но тука би предупредил дека освен поплавите, многу е важно да се обрне внимание и на сушите, кои што се исто така наше секојдневие и се дел од климатските промени. Кога ќе споменувате климатските промени, како резултат на климатските промени имаме и изместеност на годишните времења, некако од зима веднаш одиме во лето и од лето веднаш одиме во зима. Мораме да истакнеме дека намалене и зголемени се просечните температури, немаме многу врнежи од дожд и снег, што значи се намалуваат и подземните води, имаме низок водостој на реките и езерата. Можеме ли да се плашиме од период на суша и недостаток на вода во земјава? Па да, токму така, климатските промени се наше секојдневие, значи тие резултати ги чувствуваме секојдневно. Точно дека имаме поместување во некои од годишните времења, точно дека имаме и намалување, по период сме на кога сме во намалување на водните ресурси и тоа не предупредува со водата да управуваме грижливо, внимателно и рационално. И само би предупредил кога станува збор за сушите, дека тука не смееме да го заставиме фактот за Преспанското езеро, кое што едноставно исчезнува пред нашите очи, пред оваа наша генерација и каде што мислам дека треба да се посвети многу поголемо внимание како не би дошло до негово целосно исчезнување. Исто така до Иранското езеро кон крајот на минатата година бележеше тренд на намалување, дојде под дозволениот минимум, но ништо алармантно не беше тоа, веќе во овие месеци имаме минимално зголемување, така што таму состојбата е прилично добра. Но проблемот со Преспанското езеро останува како горлив проблем кој треба да го решаваме, оваа генерација ќе мора да го решава. Треба да бидеме горди на тоа што ни го дала природата, да знаеме на вистинскиот начин да го користиме и секако водата одржливо да ја користиме и како поединци, како луѓе, но и надлежните институции да ги превземат соодветните мерки нели за справување со оваа ситуација. Јас само ќе кажам дека податоците покажуваат дека околу 2 милиарди луѓе во светот живеат без вода за пиење во своите домови, а околу 4 милиарди луѓе се соочуваат
суочуваат со недостиг на вода од вода во траење од најмалку 1 месец во текот на годината. Ние во Македонија се уште имаме доволно вода за пиење и да се надеваме дека и во иднина ќе остане така. Која е вашата порака? Да, се уште имаме вода, меѓутоа пораката би била со водите да управуваме рационално, да ги користиме паметно, домакински би рекол, и умно, да ги сведеме загубите на вода на минимум, да ги користиме рационално пред се оние води кои што се наменети за пиење, да ги користиме токму за тие потреби, да не ги губиме за различни други потреби, на начин на кој што би ги сочувале водите како за нас, така и за идните генерации. Ви благодарам многу за гостувањето и за пораката и ние само ќе најавиме дека денеска не очекува убаво топло и сончево време и покрај одредени најави за врнежи од дожд кои што можеме да ги имаме наредните денови, а врнежи од дожд ни недостасуваат во овој пролетен период, сепак не се очекува некои поголеми врнежи од дожд кои што можеби би можеле да направат штета или да предизвикаат поплави. Точно е, да, фали дожд, поготово после еден сушен период изминатава есен и без снег изминатава зима, така што фала дождови, се надевам дека оваа пролет ќе ги имаме. Ви благодарам. Уште еднаш студио овде се одјавувам и се надевам дека на вистинскиот начин, со вистинските одговори на прашањата, ја представивме и темата.